МЕПСО се задолжи ке Европската банка за обнова и развој со заем од 26,4 милиони евра. Парите ќе се искористат за изградба на нова трафостаница во близина на Гевгелија и за обнова на 110 киловолтен далновод, за да може да се приклучат над 1000 мегавати од обновливи извори, кои во моментов не се во функција поради слабиот капацитет на мрежата во регионот. Но ова не е прв пат МЕПСО да се задолжи кај ЕБОР. Во 2015 година компанијата зема заем од банката. Парите не се искористиле, па поради тоа на МЕПСО му била наплатена провизија. Ова било констатирано и во извештајот на државните ревизори, каде стои дека компанијата за провизија платила близу 700.000 евра. Министерката за енергетика Божиновска уверува дека овој пат со овој заем тоа нема да се случи. Нема да дојде, гарантирам 100% да се повтори ваква ситуација. Се што ќе биде сега договорено и подпишано ќе се испочитува и ќе се работи, значи како што ќе подпишеме и ќе си ги одржиме нашите ветувања како влада. Кредитот од ЕБОР е со грејс период од 3 години, каматна стапка 6-месечен Еурибор и 3% маргина. Вкупната вредност на проектот е 34,7 милиони евра. Дел од трошокот се покрива од ЕБОР, остатокот со грантови од Инвестицијскиот фонд за Западен Балкан и од Климатскиот фонд. Инаку извесен период, МЕПСО беше во центарот на вниманието, затоа што за краток период промени неколку директори, но и поради долгот кој го направија неколку трговци со струја кон компанијата. Тој изнесуваше 14 милиони евра или речиси половина од новиот заем на МЕПСО. За овој долг ревизорите констатираа дека бил отпишан, но од МЕПСО негира. Последно беше соопштено дека од долгот компанијата наплатила 4 милиони евра. Дали МЕПСО успеа да ги врати овие пари во својата каса, се уште се чека на одговор од таму.